Во 1971 се случи првиот значаен историски политички датум за организирањето и политичкото движење на ромската заедница и од тогаш па наваму. Тие генерации оставија наследство да денешните генерации продолжат да го водат политичкото движење и организирање, со тоа што секоја година на 8 април промовираме неколку важни политички пораки. Во оваа година промовираме едно општество за сите, меѓутоа со еднаква вклученост и на ромската заедница, вклученост во креирањето и спроведувањето на политиките за сите. Еднакво за сите во спроведувањето на политиките поврзани со состојбата на ромскиот јазик, политиките за вработување на ромите во јавниот сектор, институциите и вклучување на сите позитивни програми, политики, интервенции да бидат одржливи јавни политики. Побарате ли тоа нешто и преку закон или само вака ги усно ги пренесувате барањата? Ние водиме граѓанска иницијатива која што е поврзана со повеќе организации, односно млади роми. Ова кампања се води на национално ниво, во две нивоа. Едното ниво е 10.000 граѓани ќе застанат за оваа кампања која што ќе гарантираат дека нивните интереси ќе бидат застапени до сите засегнати страни, а другото ниво е она ниво кое што понатаму ние ќе ги контактираме сите засегнати страни, односно ќе преговараме за нивните интереси со сите засегнати страни. Во колкав процент барате застапеност? Нашиот минимум што го очекуваме до 2020 година е правичната застапеност да стигне до 2% кај ромите, а моментално 1,3%.